Остар старт да го неспособи за игра. Тој веќе имаше жолт картон пред тоа. За вако старт секаде во светот директно се дава црвен картон. Не му взимаме воопшто за греф судијата дали ќе му дадеш или не може да му даде жолт или црвен картон. Тоа е негово право. Меѓутоа, додека играчот наш лежеше на земја, на знак на судијата втрча во терен лекарот и масерот да му укажат помош. На 10 до 15 метри од повредениот играч приде Караджов и со бокс го удри во стомак Ѓузелов, кој што веднаш се свитка и падна на земјата. Во тој момент неколку играчи се стрчаа кај Ѓузелов да ја видат неговата повреда, меѓу кои беше и Нацев. Кога го виде Нацев, Караджов веднаш приде кон него, почна да го гони по теренот, дојде до голем момент, после тоа дојде до заедничко удирање главите еден во друг. И натаму се настави тоа гонење према нашиот гол, се спуштија повеќе играчи од Вардар по него, покушаа и играчи од Силес да го заштитат, дојде дури и голманот на Вардар Зекири, значи преку 100 метри од неговиот гол до нашиот гол. Што сакаше правда да дели не ми е јасно. Меѓутоа, во една таква мешаница кога беше пред голот, почнаа да влегуваат од јужната трибина гледачи, односно навивачи на Вардар, меѓу кои еден но познато лице на пошироката јавност, тоа е Драгче или Драган Димовски, кој влезе до центарот на игралиштето. Два играчи на Вардар покушаа и да го одвратат од таа намера. Во меѓувреме влегува поголем број други, се стрчаа поединци према клупата резервна на Силекс, почна да ги напаѓат тренерот и резервните играчи. Дури поединци почнаа да се закануваат на тренерот, му велат: пушти утакмицава да примите гол ако сакате живи да излезете. Пред тоа Мути Бариш дојде на клубата, не знам од кај пристигна, дојде и века: вие за кого играте, зошто играте и така натаму. Гледајќи ја целава ситуација, кога веќе и од западната трибина се отворија вратите и една голема маса на навивачи почнаа да влегуваат во теренот, и поголемата група од јужна трибина која беше влезена веќе во теренот, играчите покушаа, бегајќи према соблекувалните, да се спасуваат. Во тие моменти кај тунелот беа пречекани од поединци навивачи, но за жал и од поединци како играчи на Вардар, кои со клоци, со боксови почнаа да удират по Трајчев, по Нацев, по Колев, по Ѓузелов. Нацев, спасувајќи глава, покуша да отвори врата, да влезе, вратата му беше одгурната, го одвраќаше дури и Мути Барич да во масата да упадне на навивачите. Истиот, жртвувајќи го својот живот во таков момент, помина фактички само глава да спаси ни стакло, беше целиот испосечен низ влезната врата. Други играчи влегуваа, кои паѓајќи, кои се уште на нозе во соблекувалната, некои се изгубија низ тие простори. Играчиве од Вардар, посебно Караджов и двајцата Караджови, морам да кажам дека беа активни во целата таа збрка. Дури јавно нисходникот вика: пуштете ме да влезам и во соблекувална. Активни доста беше и Горан Јовановски и уште некои играчи. Мора во овој момент да се каже и коректност од поедини играчи, пред се капитенот Марковски, кој покуша да штити. Во дадени моменти и други играчи, тоа Лобус, Шаиновски и уште некои. И разумливо е нивниот потек ако се земе дека тоа се професионалци кои живеат од фудбал. Ако денеска се случуваше тоа на играчите на Вардар, утре може да се случи на играчите на Вардар, на некој.
и деловен простор на Синекс, и телевизијата Сител, и магазини, и продавници. Тоа се беше исто така организирано претходно. Речено, во джеповите на навијачите се најдоа огромен број камења кои беа фрлани по прозорите. Не случајно се појавија луѓе кои се гледат на снимка околу тие навивачи, кои ги организират така да се однесуваат и тоа да го прават. А Вардар, како домаќин на